Përshëndetje të nderuar shikuesi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me emisionin Gjurmët dhe ditën e sotme në fakt Gjurmët do t'i dedikohet ca ngjarjeve shumë shqetësuese, në fakt ngjarje tragjike të cilat kanë përfshirë vendin dhe jo le të themi jo në masë të madhe, por në aspektin më tepër të dëmit që është bërë dhe në fakt për natyrën e veprave që janë bërë. Do fokusohemi sot pak më shumë në drejtësinë penale, do flasim për dhunime, do të flasim për forma të ndryshme të krimeve seksuale të cilat kanë qenë kryeteme kohëve të fundit dhe jo pa arsye, për shkak se kemi pasur viktima të shumta në këtë drejtim dhe në fakt patjetër edhe dim edhe një prej rasteve më të rënda në komunën në Slupçani, cili ka ndodhur, por gjithsesi ne nuk do të fokusohemi vetëm në një viktimë, nuk do të fokusohemi vetëm në një rast, sepse nuk është rasti i vetëm, fatkeqësisht kemi pasur edhe raste të tjera dhe në fakt ne duhet të ndalemi dhe të shohim se në fakt viktimat e krimeve seksuale, përdhunimit dhe formave tjera të këtyre krimeve a gjejnë drejtësinë në Maqedoninë e Veriut, si qëndron situata me sistemin juridik këtu tek ne dhe cila është rruga të cilat po ecet dhe patjetër për sfidat dhe çalimet. Për të folur mbi këtë temë me mua së bashku këtu në studio është Marta Gusar, avokate e cila në punën e saj shumë vjeçare është fokusuar si në dhunën në familje, por edhe në viktimat e këtyre llojeve të krimeve. Marta, добрый дойде, hvala ti za времето. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Скажав дека за жал немаме само една жртва на сексуалните злосторства. Последното време имаме повеќе и затоа би сакала општено да зборуваме за овој вид на злосторства и како тие се решаваат и дали имаме правда на крај на судските процеси. Кажа ви дека ти во твојата секојдневна работа работиш со овој вид на жртви. Како е тоа? Како е чувството да работиш со жртви кои што претрпале силување или пак други вида на сексуалните злосторства? Како е да работам? Значи, работата е специфична и е тешка, мислам тешка од аспект на тоа што тие се, нели, психички не се стабилни, односно не се добри во тој момент, односно претрпеле нешто кое што никој не би сакал да го претрпи. Работата е дали до крај ќе стигнеме до правда, не секогаш можам да кажам дека стигнуваме. Далеко од тоа дека не се заштитени жртвите, меѓутоа сепак има уште доволно време да таа Истанбулска конвенција која што веќе не е имплементирана во рамки на правосудството, во законите, сепак мислам дека во делот на постапувањето на институциите при имплементација, односно при спроведување на законите, не достига некаков прво не достига премногу начинот на кој што треба да разговараме со тие жртви. Тука мислам дека е најголемиот проблем. Сензибилизираност мора да има во самиот говор. Дали ќе биде тоа во рамки на во судот, дали ќе биде во другите институции, во секој случај мора да имаме да сме предпазливи во начинот на како комуницираме со тие жртви. Жалосно е што толку многу закони имаме, нели, и донесовме толку измени на законите, на веќе постоечките закони, да повторно се случуваат вакви насилства. Некако како да не ги учиме грешките, како да не учиме што се случило, или пак нема доволно казни за да има таков вид на насилство. Не само таков вид, секако вид на насилство. Јас сметам дека доколку има сериозни казни, онака како што треба да бидат казните тие сторители на таков вид на насилство, и доколку навистина ефективни затворски казни имаме, не би имало ни толку многу насилство од овој тип. Жртвите навистина не можам да речам дека се добри, нив им треба многу прво сами себе да го прифатат тоа дека им се случило тоа. Не е да го прифатат, него едноставно да можат да живеат со тоа, потоа да се имплементираат, односно да се реинтегрираат во рамки на средината. Дали ќе биде со работа, дали ќе биде нив им треба долготрајна психолошка поддршка, психолошка помош, кај нив не може да биде еднократно само или пак одреден период, него тоа мора да биде во континуитет една работа со нив, со оглед на постапките кај нас, иако во законот ни се итни многу, нели, и треба брзо да завршат, не завршуваат брзо, се оди полека, иако програмите кои што ни се донесени како резултат на Истанбулската конвенција, па и протоколите кои што треба да постапуваат институциите, на хартија имаме се,
буквално имаме се на хартија, меѓутоа кога стигнуваме веќе во судската постапка, наместо на исказот само да го даде во обвинителство, да земе опширна изјава обвинителот за да повторно да не се соочи со дополнителна повторена виктимизација во рамки на судската постапка, повторно се повикува, повторно се внатре во судницата заедно. Така да ова е веќе, јас ако можам да кажам, толку многу години го зборувам ова, толку многу не се изменило ништо. Значи да, можеби имаме сега нови законски измени, имаме нови кривични дела, имаме казнена политика, нели, што треба да се случува, меѓутоа повторно кога имаме за повторена виктимизација, повторно се случува истото. Значи не се изменети работите, мултисекторските тимови не се вклучени. Ретко кога се вклучени, степенот на ризик, проценката, нели, да се изврши проценка, повторно не се вклучени сите тимови кои што треба да бидат, за да им се олесни на жртвите. Значи целата работа е овие жртви да не треба да се почувствуваат полошо затоа што побарале помош. Ете, тоа е најголемиот проблем кај овие жртви. Јас баш тука и сакав да зборуваме малку пријавувањето. Се случува друг член на семејството да пријавува за жртвата. Се случува жртвата со години да не пријавува злосторството, или пак во некои случаи, особено кога ситуацијата физички е многу лоша, кога што доаѓа полиција и се пријавува веднаш случајот. Зашто се случува да имаме толку голема темна бројка на овие злосторства и исто така не веднаш пријавување? Дали е тоа страфот од околината, од сите други, или пак е страфот од злосторникот? Што се случува во овој момент? Но од се, дали е страфот страф дека нема да и се помогне, страф од сторителот, економска зависност, значи што ќе прави, каде да оди ако го напушти домот, иако се случува тоа. Кај нас се уште не е познато, е табу тема, можам да кажам, силување во рамки на брачна заедница. Кај нас сметаме дека тоа не постои. А тоа е толку многу застапено да дури никој не го препознава дека тоа нешто се случува, него се смета дека врската дома треба да исполниме. Не знам, нема врска тука. Брачната заедница, да, си има врски во друг дел, меѓутоа не во таа насока. И најчесто е и срамот од општеството. Значи, можеби срамот, ние кога го зборуваме тука, зборуваме за Скопје. И за Скопје е една друга средина, каде што многу повеќе народ сме, срамот можеби не е толку изразен како што тоа би било во други помали средини. Значи, каде што во помалите средини, каде ќе биде срамот, кај ќе биде моментот каде треба да пријави. Значи, нема ни каде да пријави. Во полициска станица денеска тука во Скопје ги враќаат дека ништо не ти е, дека тоа сега ќе се смирите и ние само тука ќе работиме. Значи, сега во последно време со оглед на тоа дека нели треба да настапат нови измени на кривичниот законник, каде што нели гонењето ќе оди по службена должност, нема да оди по предлог, ги враќаат жртвите и викаат ајде сега ќе се смирите вие, ние тука ќе работиме. Значи не смее да биде вратена. Меѓутоа ако една жртва или пак да речеме од 3-4 девојки кои што седнат кој една е жртва, иако можеби другите девојки не знаат дека е жртва, отишла вака и ја вратиле. Таа никогаш нема да ја даде совет на друга другарка да ја рече оди пријави, ќе бидеш заштитена. Значи напротив, ќе рече немој, не едноставно не го пријавувај случајот. Иако има подобрувања во текот на годините, нели во тој дел за да стигматизацијата да нема таква во таа мера, меѓутоа сепак стравот е најголем од што ќе кажат родителите, тоа исто така, што ќе сторителот доколку е во брачна заедница или пак во брачна, меѓутоа во заедничка во една средина живеат, срамот од општеството, вработувањата и слично, и не можам да кажам дека жртва не е лесна работа. Лесна работа. Најчесто кај нас жртвите се дополнително угнетувани од аспект на тоа да доколку треба да се понуди привремено сместување, односно жртвата е таа која што излегува од домот, жртвата е таа каде што мора да влезе во непозната средина, ако има дечиња да ги земе дечињето со неа, да не оди на работа, затоа што во тие 15 или 30 дена додека е згрижена, таа буквално треба да го измени целиот свој живот од корен, за да може да биде заштитена. До толку повеќе што сторителот си е дома во
станот, нели, кај што во престојувалиштето кај што до тогаш биле во своето живеалиште, неговиот живот не се менува, тој прослободно продолжува да оди на работа, продолжува да функционира најнормално, а додека пак жртвата е таа која што наместо неа да и се олесни, да остане дома, ние дополнително викаме, ма чекај, сторителот нека остане, негов бил домот. Затоа викам дека кога ќе ги земеме сите овие елементи, далеко од тоа дека не треба да пријавуваат. Мислам, навистина треба секојдневно да се пријавува и да не треба да се трпи воопшто никаков вид на насилство. Меѓутоа, кога ќе ги согледаме овие работи кои што сега ги кажувам како пречки со кои што се соочуваат, наместо да им се помогне да не почувствуваат дека воопшто треба, нели, да има проблем при пријавувањето, ние ги враќаме назад од причина што токму жртвата е таа која што останува изложена на повторна виктимизација, па дури да не биде виктимизација. Еве да речеме, пошто ние викаме повторната виктимизација се однесува на недобар однос со жртвата, лоши коментари, начин на комуникација, без сензибилитет и слично. Меѓутоа, еве да речеме и да не знаеме што се случува во тој привремен сместување каде што е жртвата. Сепак таа е изложена на повторна тероризирање, што викам јас, заради тоа што нова средина, па искуството, па деца, па не оди на работа, па децата не одат во школа. Значи ние впрочем ги виктимизираме жртвите. А зошто не се отстранува сторителот? Најчесто ради тоа што тоа бил негов дом, односно негова сопственост. Тоа во закон никаде не го пишува. Напротив. Значи, во законот и Истанбулска конвенција и сите закони точно наведуваат дека без оглед во чива сопственост е имотот, односно станот каде што живеат, сторителот е тој кој што треба да биде отстранет од домот, а не жртвата да биде згрижена само. И со тоа ние сме ја решиле работата, а впрочем само дополнително го отежнуваме патот до ослободување од такво насилството со кое што се соочува. Ние ќе продолжиме тука каде што останавме, одиме само на малку реклами, шкаме пак публицитет да рикнеме сред на студио ветам për ta vazhduar bisedën. Ja ku përikthehemi sërish në studio dhe do të vijmë të flasim me avokatën Marta Gusar mbi viktimat, sidomos të krimeve seksuale, duke marrë parasysh dhe duke mos lënë anash edhe ato vajza dhe gratë të cilat janë edhe viktima të dhunës seksuale brenda martesës dhe që shumë shpesh, siç edhe na tha avokatja, nuk paraqiten për shkak se konsiderohet si detyrë martesore. Marta, дали Северна Македонија има меканизми со кои може да им се помогне директно на жртвите од сексуалните злосторства од моментот на пријавување на случаите, да се работи со нив индивидуално, да се помогне на ресоциализација и за тоа све што ни кажа до сега? Има механизми, има посебни центри за жртви на сексуално насилство, иако се малку, искрено, меѓутоа сепак доволни се отколку да немаме воопшто. Се работи со нив на долг рок, мислам кај нив е во континуирано имаат потреба од психолошка поддршка, дополнително здравствена услуга доколку е потребно, така што имаме механизми, меѓутоа колку функционираат не можам да кажам со сигурност дека до тој степен функционираат безпрекорно како што треба да функционираат. Кај нас имаме се уште проблем од пријавувањето, односно ако е на здравствен преглед, значи докторот е тој кој што треба веднаш да утврди нели дали за што станува збор, да повика Центар за социјална работа, центрите за жртвите за сексуално насилство, МВР, обвинител, нели и сето тоа како што си оди. Меѓутоа и кај секако дека согласно Истанбулскава конвенција, согласно протоколите, мора да имаме свесна, јасна согласност со страна на жртвата. И тука нема збор за тоа, меѓутоа во случај на сексуалните насилства, преземањето на действија треба да бидат посочени, меѓутоа треба да се ги преземаат по службена должност. И не треба тука никој ништо да биде повикан, меѓутоа затоа викам ние ги имаме како механизми, не се спроведуваат. Затоа и го кажав тоа дека навистина имаме многу закони. Имаме посебна програма за реинтеграција на жртви. Навистина имаме документи и се она што ние бевме задолжени
согласно Истанбулската конвенција да го имплементираме во системот, односно да ги донесеме протоколите, да донесеме програми, да правиме измени на закони, ние се тоа го направивме, меѓутоа во пракса, кога треба да се спроведува, постојано има пречки во заштитата на таков вид на жртви, особено што најчесто се малолетни. Она што го гледаме нели во последно време се малолетни. Не знам дали се сеќавате на предпоследниот, не знам, вака да кажам, медиумски, мислам дека беше во Велес силувањето кој што беше, односно предметот, сега како силување дали беше квалификувано да не го коментирам. Значи коментарите на социјалните мрежи кои што ги имаше, мислам тоа беше тоа девојче. Од тие доволно еден коментар да прочита, не па тие сите останати коментари дека таа сакала, тие биле клиенти, значи не може дете на 15 години да има клиенти. Не може тоа дете на 15 години да има избор, односно дали сакала, не сакала или било како, затоа викаме дека е малолетна. Меѓутоа кај нас, мислам дека кај нас е свесноста кај народот, нели ја нема, за да може после тоа да тие механизми кои што ги имаме навистина се спроведуваат и навистина имаме успех во заштита на ваквите жртви. Дали ние сме свесни дека вакви кривични дела како употребување на слики, на снимки, заканување за употреба на тие работи се кривични дела, дека толку многу се случуваат. Ние имавме јавна соба, не е многу далеку од тој случај, каде што масивно тоа се направи. Дали се уште не достига таа свесност? Не достига, како не. Ние јавна соба во моментот можеби немавме законски одредби во тој момент. Меѓутоа сега имаме такви законски одредби. Значи имаме и во КАЗе, мислам едноставно има начин како да се помогне и да се превенира. Ние мислам дека кај нас е најголем проблем во државава е што не се превенираат работите. Нели ние чекаме да стигне до последица и кога ќе стигне последицата ние тогаш уствари бараме помош, односно тогаш гледаме дека не функционира нешто и слично. Меѓутоа ако се превенира нема ни да стигне до тоа. Мислам дека кај повеќето затоа што не гледаме, овие предмети не се јавни, мора да се бидат со заштита на личните податоци на жртвите и тука нема збор, меѓутоа немаме доволно податоци дека тие лица кои што го злоупотребиле тоа, односно го сториле тоа кривично дело, не се на слобода, односно имаат веќе санкција кој што нели веќе треба да ја одлежат во затворска установа или пак се некако казнете за да се знае дека од утре натаму доколку некој го направи тоа ќе биде казнет. Кај нас е уште социјалните мрежи нели се во експанзија и се мисли дека доколку мојата слика или нешто се преземе од мојот нечив профил и тоа се пренесе нели во самиот медиум кој што е нели на интернет дека нема да имаме последица. Значи да таму треба точно намерата да се утврдува целта кој што сакал да постигне нели тој кој што го прави тоа. Меѓутоа не ни се јавно достапни, односно на народот не е јавно достапен моментот колку тие лица се казнети, дали се казнети и дали доколку стори такво нешто нели ќе подлежи на одредена санкција. Затоа мислам дека нема доволно свесност и мислам дека се малце ќе бидам не дека јас сум престара, меѓутоа овие нови генерации, мислам го немаат тоа чувство на одговорност во таа насока. Ние кога растевме, имавме одреден дел нели кога немаше социјални мрежи, немаше ништо и некако многу повеќе ја прифаќавме приватноста на луѓето. Сега нема приватност, меѓутоа тоа не значи дека фотографија една која што јас сум ја испратила во доверба треба да се злоупотребува. Така да во таа насока мислам дека нема доволно свесност, а и нема доволно, мислам дека во самиот образовни институции треба да биде ова веќе и таму да биде предавано, да биде пренесено на кој начин како се прават овие кривични дела и кои се елементите на тоа кривично дело за да утре некој го препознае доколку го сака да го направи или пак доколку на некој му е направено. Така да уште многу долго време мислам дека треба особено во образованието треба да бидат вклучени и сексуалното образование кога го зборуваме сега иако не ни е тема. Не е сексуалното образование ние да видиме што е, нели мислам тие основни поими. Во овој дел, во
сексуалното образование може да влезат и овие образовни насоки како да не сториме такво кривично дело од аспект на тоа дека сега веќе живееме во едно по-друго време од во споредба, нели, каде што социјалните медиумите, социјалните мрежи се доста експонирани. Ти си секој ден на суд и седната заедно во иста соба и со сторители и сакам да знам специфично сторители на овие вид на кривични дела. Дали тие кога веќе стигаат до суд сваќаат дека е грешка? Какви се нивните реакции? Кои се тие моменти за кои тие викаат можеби и викаат дека нивното дело не би требало да се казни? Никогаш не признаваат вина. Мислам ретко да се признае вина. Секогаш напротив, баш во таква ситуација, жртвата е дополнителна таа повторена виктимизација има, заради тоа што тогаш се навредува жртвата, дека таа го барала тоа, дека таа била провокативно облечена, дека таа ги барала на телефон или слично. Дури имаше искази од мои колеги такви, кои што не недозволиво. Меѓутоа, тоа е сензибилитетот. Така што ниту еден сторител, ретко кој, меѓутоа претежно таквите сторители не признаваат вина, не се свесни што сториле и секогаш е виновна жртвата, мислам буквално секогаш е виновна, дека таа предизвикала. Јас ќе кажувам за едно обично физичко насилство со минимална телесна повреда, зборуваме, значи кој што не е обично тоа, мислам, сепак е насилство. Меѓутоа па и во таква ситуација ќе кажа дека јајцата не сте биле добро опржени паради тоа ја удрил. Значи за каков ментален склоп зборуваме. Значи за основна работа се смета дека оправдано неговото однесување и неговото дејствие, а не па за такви ситуации. Во случај кога има силување во рамки на брачна заедница, тоа мислам воопшто не може ни да не знам како да го опишам тоа, колку воопшто не е свесен што впрочем се случува и дека не може во брачна заедница, не е дека не постои такво нешто, дека мора нешто таа да направи или пак дека вратата не крцкала, не ја затварала убаво, па заради тоа ја удрил. Така да сакам да кажам, секогаш од нивна страна има оправдани мотиви зошто тоа го сторил, иако е недозволено. Меѓутоа па од друга страна, кога има такви коментари, нели, кога има такви искази од страна на сторителот, судиите се доволно обучени, сензибилизирани, нели, во тој дел, па и јавно обвинителство, каде што токму на исказот на негов и на коментар на сето она што се како се одговара во рамки на судската постапка се доволно јасно дека станува збор за сторител, да, и дека е извршено кривичното дело. Елементите за тоа викам кај кривичниот законник има исполнување на елементи, кај мерките за превенција, нели, кои што се па таму имаме се сторил настан, има настан, нема настан, што се случило, како се случило и многу е полесен прагот на докажување и понизок во споредба од кривичната постапка. Тоа ми беше следното прашање. Значи, можеме да спиеме мирни дека судиите и обвинителите ги имаме сензибилизирани, препознаваат и се на делот на жртвата кога веќе работат, пошто обвинителите работат со жртвите? Не можам да кажам дека се 100% сензибилизирани, не дека се сите. Очигледно не се сите. Еве Росица ни беше последен пример кај што гледаме дека нема сензибилитет тука. Напротив, мислам да се доведе до ситуација каде што се стигне до фемицита, немало потреба ни да се стигне до било какво дополнително дејство, не па фемицид. Не можам да кажам дека треба да спиеме мирно и дека тоа е така. Напротив, има судии кои што се многу сензибилизирани, кои што поминале обуки како што и сите ние, нели, сите што ги работиме овие закони, мора да ги поминеме тие обуки кога сме на старт, нели, кога некој закон се изменува или се носи нов, мора да поминеме на една обука за да можеме да знаеме што се случува и како да постапуваме. Меѓутоа па од друга страна, обвинителиве па многу ретко одат на такви обуки, не знам зошто е тоа така. Меѓутоа, затоа викам дека да кажам дека сам сите и дека ќе спиеме мирно, не. Треба уште многу работа. Треба уште многу работа и со суди, и со обвинители, и со адвокати. Значи, далеко од тоа дека адвокатите ќе ги земеме од оваа ситуација. Напротив, имаме и колеги кои што не го работеле ова, па нели си влегуваат во постапката како
исто како кражба и семејново наследство, нели, односно, или сексуално наследство, значи не може таков тип на комуникација, нема таков тип на одбрана во тој момент. Така да, затоа викам, далеко од мирно спиење, меѓутоа се оди со тенденција за да се подобрува ситуацијата. Спомна ревиктимизација, сакам да се вратам пак во почетокот на кривичната постапка или пак моментот кога се пријавува. Жртвите требаат често пати да раскажуваат што имат претрпено. Колку тоа е тешко за една жртва и дали често пати се случува индивидуално со тебе да сака да прекинуваат тој процес, пошто не можат за 5 пати да објаснуваат што се случувало, особено на овие вид на злосторства. Да, најтешко е тоа. Мислам, затоа викам Истанбулската конвенција го вика дека треба на едно место жртвата да ги даде сите искази, нели, да даде таа изјава, нека биде поопширна, меѓутоа да не го повторува тоа цело време, ради тоа што со самото повторување да одново и одново го проживува повторно насилството. Меѓутоа немаме таква ситуација, се уште не се случува такво нешто и е многу тешко. Многу често така сакаат да престанат ради тоа што не може да го поминат тој психички притисок кој што им се случува, па пак одново и на секоја одново кажување на една работа што е интересна, кој што треба да се смени час поскоро, е тоа што ако пријавила пример да речеме на 1.1, дала исказ таму, дала исказ во обвинителство во МВР и сега обвинителство поведува постапка, пример да речеме, односно веќе повторно нели истрагава ја води се уште и во 5-ти месец повторно ја вика. И сега поминале 5 месеци, доволно време за да можеби се соземала, почнала да работи со себе, колку толку можела да си го не знам, да продолжи со животот, повторно после 5 месеци, 3 месеци или не е битно, пак одново да го раскажува истата приказна и одново да поминува. И многу често знаат да ми кажат, не можам веќе, Марта, не можам уште еднаш ова да треба да го кажам. Ми се тресат нозете, ми трепери гласот. Значи, забораваат детали можеби. Тоа секако дека забораваат детали, значи затоа што делот нифи нормално, значи го исклучуваат тоа е психички аспект кој што ниту јас можам да им помогнам и сега во прв момент кога они ми го раскажале предметот, нели она што било, не можеби ќе го памтам, нели па јас ќе ги потсетам. Меѓутоа не секогаш па и кај мене кога дошле го кажале нели се она што се случувало, ради тоа што во тој момент па се во акутна состојба и се уште во многу пострашна состојба. Така да затоа викам како и да го кажеме, многу често е тој момент да колку повеќе се треба да го каже нели таа истата приказна во различни институции со различни прашања, па и различен сензибилитет, тоа и се. Да, се случува често да едноставно сака да се откаже и не сака да продолжи понатаму затоа што вика јас досега мислев дека досега ќе бидам заштитена, а не одново да го проживувам тоа. И сега е нормално тоа дека е проблем. Не е мала работа, проблем е, меѓутоа, ајде се надевам дека може ќе се сменат работиве. Од твојата работа, дали се почитува моментот што овие жртвите на сексуалните злосторства имат право на жена која што ќе ги земе изјавите, дали тоа ќе биде од обвинителство, полиција, дали тој момент се почитува? Се почитува кај сексуалните наследства, тој момент се почитува, значи за обвинител не. Мислам веќе за судија обвинител. Меѓутоа, првите искази во МВР истично во Центарот за социјална работа, центрите што се за жртви на сексуално наследство, тоа се почитува. Не е дека не се почитува, меѓутоа во судска постапка не може да се бира жена судија за да биде посензибилизирана. Значи, каде ќе се падне предметот таму, исто кај обвинител, освен ако не се изамат самите себе си, па нели да меѓутоа без разлика, значи јас сметам дека сме сите ние професионалци во работењето, секако дека сме сензибилизирани, меѓутоа дека на жртвата ќе биде полесно, доколку биде нели жена од другата страна каде што ќе може да се искаже, е полесно. Не знам колку имаме ние кадар за да може тоа да го почитуваме.
и пак ќе кажам, секогаш од индивидуален аспект се тргнува, пошто тоа е, сметаме дека ние сите сме професионалци и ние сите сме дел од еден систем каде што без разлика дали станува збор за жена или маж или нели за таква работа, дека ние ќе си постапиме професионално согласно закон. Ние ќе продолжиме на истата тема, што имаме пак публицитет, да рикthehemi sërish në studio për pak. Por i kthehemi sërish në studio dhe mbetëm te gjykatësit dhe tek prokurorët. Ќе се поврзам малку за тоа што зборевме пред рекламите. Дали има разлика кога судијата е жена на одлуката или како се движи процесот на одлучување? Дали жртвите добиваат можеби по-различна одлука ако судијата е жена? Не, различна одлука не би рекла дека добиваат, меѓутоа по-сигурно се чувствуваат жртвите, по-сигурно се чувствуваат. И тоа е психички аспект и од психолошка природа и кој што нема никаква врска тоа со дали е маж или жена судија, меѓутоа нивната внатрешна стравот кој што го имаат низ целиот процес, за нив е подобро да е жена, инаку нема разлика во вако. Да, дека жените, ако одиме од аспект дека жените се сензибилизирани, односно дека имаат повеќе сочувствие, нели, за жртвите, дека се самите жени, не можам да кажам, па затоа што од друга страна мажите судии па имаат керки. Имаат сопруги, имаат братовчетки, имаат сестри, нели? Така да истиот начин на сензибилизирање навистина нема никаква врска, меѓутоа затоа викам од психолошки аспект кај жртвата она се чувства по-безбедна, мислејќи дека ако има жена од другата страна, дека жена е таа која што ќе помогне повеќе. Пак ќе кажам, не можам да речам, еве од моето искуство, не можам да кажам дека маж судија полошо или го заштитил сторителот, баш ради тоа што е маж, се е зависно, нели, што доказ, кој докази располага, обвинителство, нели, не или било што, и навистина не можам да речам дека има разлика. Пак ќе кажам, сметам дека сме сите ние професионалци во извршувањето на своите работни задачи и дека не би требало воопшто никаков проблем да има. Единствено само потребата на жртвата, мислејќи дека повеќе ќе ја разбере жена. А инаку мислам дека нема разлика помеѓу маж и жена. Значи објективно нема разлика, тоа е субјективно од жртвата. Да. Колку е важно support систем или пак тоа колку семејството, другарите се блиску до жртвата за една жртва да наминува, особено кога се работи за силување? Премногу. Значи, support системот е најбитната работа, најважната работа, заради тоа што доколку нема поддршка од сопствената фамилија, значи од семејството, од најблиската фамилија, никош нема ни да пријави. Мене ми се случи ситуација да ми дојде мајка во канцеларија каде што незината ќерка е злоставувана. Јас не видов дури ни името на мајката не можам да го кажам, заради тоа што не кеше ни да се представи, меѓутоа сакаше разговор, за на крај да побара, впрочем, дека сака тоа да биде избришано од билтен и дека не сака воопшто да биде самата мајка дојде да бара како да заштити незината ќерка да не постои силувањето или злоставувањето сега. Во тој момент јас не знам дали било. Процесно зборуваме. Да, воопшто, значи не сака она постапка да почне, не сака ќерка и да биде посрамотена, не сака ќерка и да биде дел од било каква постапка, да после тоа да и биде срам да живее во животот. Јас пак ќе кажам, во тој момент не знам дали станува збор за силување или друг тип на насилство. Меѓутоа јас бев повеќе од збунета, поради тоа што јас мислев дека првично сака да разговара со мене, нели, па да видиме дали нели може да се заштити, а не дека впрочем бара од мене помош како да не биде тоа пријавено, пошто веќе било пријавено. И мене навистина ме збуни. Тоа затоа викам јас дури ни името на мајката не го знам, затоа што не се представи, а јас секако ја примив од декиот аспект на кога кажа дека имам сериозен проблем, никогаш не би одбила, нели, таква ситуација. Така што затоа викам доколку ја нема поддршката од сопствената фамилија, нели, со потесното семејство, па некојаш и другарки се доволно, нели, тие во блиската средина кои што се, е голем проблем и не пријавуваат. Тука е без разлика за било какво насилство, не па за силување. Особено кај нас е уште силувањето е како животот да завршува за тие луѓе. Мислам,
Тоа е навистина страшно што би се случило, нели што се случува. Меѓутоа затоа се оди кон тоа да постојано бидат под мониторинг, под надзор, односно со психолошка поддршка во континуитет на долг рок, нивна целосна реинтеграција, значи воопшто да не се осетат, да се почувствуваат дека имаат некаков, дека тие се издвоени, дека нешто им се случило. Многу голема поддршка треба и доколку ја нема таа поддршка, нема да има ни пријавување и напротив вака ќе се сака да се скрие тоа и да не биде пријавено одејќи најмногу од срамот и слично. И пак ќе кажам, зависно од средината каде што се живее. Во помалите средини е многу голем проблем. Таму најмалку имаат поддршка, баш од што ќе кажат комшиите, соседите или пародините и слично, и не пријавуваат, едноставно не се пријавува и се смета тоа добра и дека ќе помине и тоа е тоа. Траумата не се согледува воопшто. Тоа ќе помине како поминување, меѓутоа таа траума ќе остане за секогаш доколку не се работи на неа. Кои се тие главните предизвици од моментот кога една жртва ќе дојде кај тебе во канцеларија до одлука од судот, како и судот ќе одлучи, но кои се тие главните предизвици со кои се соочуваш и ти, но и жртвата истовремено? Имам многу предизвици. Значи жртвата е на почетокот, значи додека се пријави секаде. Лекарските прегледи да се направат. Лекарските прегледи може да бидат подолготрајни, нели, зависно во каква состојба се наоѓа жртвата. Тие се во тој момент економски зависни. Дел од тие жртви не имаат финансиски средства за да можат да си го дозволат и тој обичен преглед од 30 денари кој што треба да плати партиципација. Ако нема придружба, а треба да има придружба, значи согласно закон и МВР, па и Центарот за социјална работа мора да има некаков придружник и тоа ако го немаат, стварно го немаат, наставно од прв момент се соочуваат со потешкотија, затоа што ми се случува жртва да дојде по папуче од дома како што побегнала и по пижами. Мислам, таа нема во себе ниту телефон, или па само телефон може да има, ниту па има новчаник, значи едноставно не може да се... Првата потешкотија тамо тргнува. Потешкотиите кај мене како адвокат нели тој мислам самиот тој процес е тежок сам по себе, значи влијае на сите нас нормално. Не можеме ние да бидеме исклучени, нашите чувства не може да бидат исклучени, нели, кога работиме со жртви, ние мора да сме емпатични на крајот на денот, ако јас не сум емпатична, не можам да помогнам на жртва. Меѓутоа кај нас се заканите кои што се најчесто се од сторителот, значи секогаш се насочува према нас или адвокат на сторителот, мислам се едно. Секогаш сме насочени ние, па ние сме главна тема во моментот, па ние ги тераме да си одат од дома, дека јас сум таа кој што сум ми дала уште повеќе храброст да си побегне, ради мене се развеле, а инаку не би се развеле, мислам тоа е нешто кое што е вака, мислам, нели е смешно вака како се кажува, меѓутоа на дневно ниво се соочуваме со тоа. И имам кажано и претходно, имам кажано жртва, од сега натаму јас ќе бидам метата на буквално онака да ме виктимизира сторителов или како што кажав негов полномошник, од аспект на тоа дека сега мене ќе ме се уват па да се повлечам предмет или слично, така да кај мене се тие веќе познати на секојдневни соочувања и предизвици кои што ги имам, а кај жртвата е тоа, значи од прв момент па потоа треба да се врати, па кај треба да оди. Мислам, дури ми се има случајно јас да обезбедам и сместување за жртва ако се наоѓа во некоја сериозна состојба. Меѓутоа, тие се навистина не е лесно ни да пријави жртва. Иако како што имам кажано, насилството не се случува сега во еден момент и сега во тој момент и од тогаш натаму пријавуваат. Тоа е континуиран процес кој што се нели каде што жртвата веќе едноставно мора да излезе од таа средина и мора да излезе од таа состојба. И во тој момент мислам дека делот жртвите, не можам да кажам сите, меѓутоа делот жртвите има таква сила која што како мислам дека се способни водно да го поместат, буквално, само за да се излечат од таа ситуација. И тоа е супер.
Меѓутоа после неколку дена па се соочуваат со состојбата во која што се наоѓаат, па повторно предизвици, па чекај сега јас на работа како ќе бидам, па дечињата, се зависно нели во состојбата која што се наоѓа, така да навистина не им е лесно, меѓутоа затоа и на центрите за социјална работа работат со нив, им се дава и психолошка поддршка, која што обавезно, мислам, јас секогаш ги упатувам, секогаш што го кажувам, мора да имаат психолошка поддршка, ради тоа што јас како адвокат можам да ми ја дадам примарната заштита, нели онаа што е, нели да им понудам разговор, нели се што може да се направи како адвокат. Меѓутоа, ниве ми е потребна психолошка поддршка, каде што ќе се разговара, каде што ќе им се даде дополнителна храброст, соочување првично со сите работи, па храброст да се продолжи понатаму и има многу предизвици, меѓутоа за сите има решенија. Јас викам секој предизвик е мал во споредба со тоа да постојано да се живее под наследство. Нешто што се случува моментално по социјалните мрежи, јавноста што бара, јас често пати сретнував, особено во социјалните мрежи, дека бараат идентитетот на сторителите да се открие, да се каже кои се тие, особено на овие последните случаи. Правно знаеме дека овие случаи се затворени во судот и све. Дали мислиш дека тоа би донесело на дополнително можеби социјализација и да знаеме што треба и што не треба да се правиме? Не може да бидат објавени. Значи, едноставно, прво законот нас не обврзува да ние мора да имаме жртвата да ги штитиме низините податоци. Ако се кажат сторителите, не може да не се каже жртвата. Кај Росица, пример, да речеме, како момент беше ради тоа што веќе се случи фемицид. Значи, веќе се случи последицата, нели? Не сме превенирале. Меѓутоа, кога зборуваме за другиве кривични дела, нели, за последните случувања кои што се, едноставно нема зашто да се знаат сторителите. Народот не е тој кој што суди и пресудува. Значи, она што во последно време се бара и она што во последно време се случува на социјалните мрежи, јас со закон би го забранила, меѓутоа јас ако се прашувам, а не се прашувам, значи не може народот да суди да кои се таму да се решава на Facebook. Значи ако беше на Facebook дека треба некој да го линчува тој лик кој што направил нешто, немаше да постои ни кривичен законник, немаше да постои ни кривичен суд. Значи нема зошто некој таму од дома пред тастатура да седи и тој да кажува како треба и дека тој треба да се линчува и дека тој треба веднаш смртна казна да има или не знам што. Ние имаме кривични законник, имаме ние закони доволно санкции и казни кои што можат да бидат изречени, меѓутоа народот како народ, навистина, јас искрено да бидам, дури премногу живееме во време кое со многу информации, многу податоци достапни. Меѓутоа, преголемата слобода кај народот ќе речеш демократија, да, во ред е демократија, меѓутоа демократијата не значи дека бара и линчување на плоштад. Мислам, буквално дел од луѓето се способни да го направат тоа и мислам дека не сме ни свесни ние колку е тоа доколку се изнесе некој лица нели со име и со презиме. Па тоа лице секако ќе го знае. Ние не сме многу голема земја, значи една рака народ сме. Тоа лице во сериозен ризик го ставаме од негова ликвидација, пример, можеби или слично. Така да затоа викам, нема зошто, да, треба да бидат можеби со иницијали, меѓутоа јавно да бидат достапни за некој да ги суди куди, нели, да линчува на Facebook, ради тоа што да не прочитали ни еден член од еден закон, а да бидат суди, не. Значи, затоа сметам дека не треба да бидат објавувани, баш напротив, токму и законот затоа е исклучена јавноста и затоа треба да биде како таква, напротив, точно заради заштита на сите податоци. Затоа што, како што има програма за заштита и работа и реинтеграција на жртвите, така има програма и за сторителите на насилството. Значи, со тие луѓе треба да се работи. Дел од тие луѓе, на нив им треба психичка поддршка, психолошка, и со нив треба да се работи. Не викам дека за сите треба. Меѓутоа, не може веднаш да бидат линчувани без да им биде дадена можност да го дадат својот исказ, односно својата одбрана. Мора да имаме ние еднаква за оружјата и при застапувањето, нели, и при одбраната мора да се знае кој со што се соочува.
правото е многу различно од тоа што јавноста сака, но останува пак правото да одлучува. Марта, ние сме при крај на нашиот разговор. Дали има нешто што не сме кажала, а би требало можеби да се каже во овој разговор? Па не, ама ева, мислам дека ова вака за јавност, кажам, супер што се постави како прашање, навистина сметам дека треба да остане, дека не може точно правото, мора да биде тоа кој што треба да биде примарно, не може да биде народот. Единствено што да кажам е дека да не се плашат и да нема страф и срам, едноставно само да пријавуваат, навистина има заштита, има предизвици, па на крајот на денот ја викам денески полеп да одиме да купиме, ќе имаме некој предизвик, нели до продавница да одиме, а не па нешто такво, меѓутоа се има решение. Марта, фалете многу за времето и за овој разговор.